Така е весело да продолжиме, па уште се тука празниците, зошто да не. Барбара Јаковлевска денеска во нашата утринска на Телма, директно од Швајцарија. Може така да најавиме? Директно од Швајцарија. Добре ни дојдовте, срекни празници, срекна нова година. Срекна и на вас, срекна на сите гледатели кои ја пратат оваа емисија и на целиот свет. Да, весело најавивме во едно од шоута кој што вие учествувавте и во кое што решивте да се вратите полека на музиката, а сега и авторски со, нормално поводот ни е тоа, и со ваши песни, некако како што беше пред 20 на 30 години, така ли? Така. Да ја подсетиме малку публиката, нели? Може. Имавте можност да се представите и на нашите македонски фестивали, па би почнало таму, од почетоците, од тоа време во Македонија, пеење на македонска музика на наши фестивали, па до заминувањето во Швајцарија. Да кажам, морам прво да кажем дека почетоците починале од 1977 на Златната Славиче. После малку Музиката спонтано? спонтано, да. Имавте некој во семејството музички надарен? Не. Јас сум единствена. И понатака дојдовме до... Имав и своја група со која настапува по дискотеките. На крај дојдов и до да пеам народна музика. Претходно забавно певте? Забавно. Во тинеџерските години, верувам. Така. Во тие луди По тинеџерски, најлудите. така. После народната музика ми отидовме на неколку турнеи во Германија, Италија, Швајцарија. И кога дојдов во Швајцарија, таму ја завршив мојата кариера. Музичка кариера. Да, како се случи сега тоа? Имавте... Е, Се па- заљубивте наменски, работно? Се заљубив. Аха, да, се секогаш омажив. љубовта знае да ги смери правилата, така ли? И Се планови. омажив и решив да станам мајка Аха. и да го променам начинот на живот. Меѓутоа, А што ве натера да скроз ставите во пауза музичката кариера? Затоа што генерално, нели, сте можеле да продолжите во Швајцарија и со музика и за наши таму, нели, и со концерти и со настапи. така е. Меѓутоа, за да живееш во една држава треба да се интегрираш, а на прво место е да се научи јазикот. Ако не го знаеш јазикот, тогаш не е ништо. Морав да го учам јазикот, морав да си најдам соодветна работа, а за ноќните наступувања или викендот нема време затоа што сакав да бидам жена и мајка. Да, така е. 30 на години сте веќе таму. 36. Така. Работите нешто сосема друго, односно нешто што навистина бара и концентрација. Много. Па верувам и од таму вие сега и желбата повторно да се вратите на музиката, што се вика малку да го излуфтирате мозокот, што викаме народски, нели, од се оно што и целата таа концентрација која што е потребна во работата, Ми треба работите позитивна енергија. во оптика, така нешто поврзано со лабораторија и така натаму, сега да не навлегуваме Така. нели во тоа, да се насочиме повторно на музиката. За враќање се решивте да учествувате во едно од шоуата, нели, кое што го гледаме, Предходно, предпоставувам. 2015 веќе со мојата драга колешка Младица. Она и таа која потенцираше да дојдам да пееме на фестивалите, почна Филиграни, Роса фестивал, Еврофестивал, Сандански, Охридските фестивали. Така. И едно од нив дојде и 2017, 2018 да се такмичам на ова прекрасно шоу во Београд. Така. И верувам импресиите се одлични и верувам тоа ви даде одскочна даска за да нели се вратите Така. комплетно во музиката, како што и секогаш бива. Затоа си нели тие музички шоуа.
Сега се решавате повторно да се вратите овде во Македонија, генерално музички, понатаму и во пензионерските райони, верувам дека тоа ќе биде така. Кажете ми, во која насока сега размислувате, како тоа планирате да го направите? Сега баш сум дојдена заради тој мој нов проект. Студиски го снимивме во мај. Спотот го направивме во септември, се договоривме да 8 јануари биде промоцијата. Зборуваме за нова песна, За како што новата пишува песна. долу, не сум грешница. Не така сум се. грешница. Не сум грешница. Али понатака иде не сум ни светица. Добро сте. Така, се работи за балада. Многу убава балада, да, Со наши прекрасно. македонски автори. Еве ќе ги Тони ќе ги споменам. Апостолович, Тони кој- Шоу. Така е. Он е задолжен за целиот проект и многу сум му захвална за тоа. Значи една прекрасна соработка. Каде се снима? Во Македонија е Да, снимано. кај Драган? Кај Драган Ристовски, да. И спотот го направивме кај двата манастира во Скопска Црна Гора. Е, нешто што мене ме направи многу срекна. Јас стално го повторувам тоа. Колку сум срекна, стварно сум најсрекна. Дека се враќам во Македонија, се полнам со таа позитивна енергија, а од некаде луѓето и ме препознаваат после. Го исполнувам својот дел од животот, али и добивам многу позитивна енергија од другите луѓе. Да, за возврат. Што се однесува до овој проект, имате малку и вие удел? Сакате да се мешате во работата на авторите или оставате тие да си ја истераат до крај? Мене многу ми е битно кога соработувам кога треба да добијам некоја песна. Мора да знам со кого работам. Многу ми е битно текстот. И тука кога ќе добијам една слика како тоа би изгледало и кога гледам со каква особа работам, тогаш сум сигурна и тогаш предавам во раце на таа друга особа. Јас. Тука не се меша. Рековме 8 јануари е промоцијата на новата песна и спот, а што после тоа? Одиме понатака. Албум ќе се прави? Не албум, меѓутоа Едно така, мислам годишно една, сигурно пуште по една така песна. Ако дојде и некој фестивалски настап, меѓутоа Токму и тоа... тоа сакав да прашам, затоа што сте фестивалски човек, верувам дека Да. желбата е голема да се вратите повторно на тие Планови фестивалски имаме, дружби, меѓутоа нели? не можам ништо се да кажам предходно, затоа што треба прво оваа песна да ја промовирам, па после ќе видиме за друго. Така е. Па добро, како и да е, секогаш кога ќе се случи нешто ново, ние сме овде расположени Така е. да ве угостиме, се разбира, и на гледачите да им презентираме. А посебно кога се работи за музика и за позитивна енергија. Сакаме малку да вметнеме и убава атмосфера и позитивна енергија кај сите оние кои што не гледаат. Ви благодарам многу, многу успеси ви Благодарам исто и на посакувам. вас. Нели покана уште еднаш на 8 јануари на промоција, ќе имаме можност да го гледаме и Спотот, спотот така и се разбира следно доаѓање ве чекаме повторно во нашето студио. Ве благодарам на сите на поканата.